Ако тоа што го направила владата вродило со плод, граѓаните немаше да барат друго решение со кое што тие самите ќе го изразат својот револт на начин што ќе ги бойкотираат маркетите. Каде е проблемот? Доколку навистина во Македонија функционира слободен пазар, ти во тој случај имаш конкуренција која што ќе можеш да избереш од кој ќе го купиш продуктот, а кој ќе го бойкотираш, односно со кој нема да соработуваш. Кај нас проблемот е што овие маркети, големи ланци на маркети, соработуваат картелски и меѓу себе ги договараат цените на речиси сите продукти. Што значи дека ти ако бойкотираш било кој од маркетите, немаш шанса на пазарот каде да го купиш истиот производ за помала цена. Во тој случај единствен начин за излез од оваа ситуација е да интервенира државата, да го растури тој картел и тоа олигополско делување на пазарот. Ако ти не ги купиш работници кои што се потребни за да го поминеш денот во петок, ќе мораш да ги купиш или претходно во четврток, или ќе мораш да ги надоместиш во сабота. Што значи дека маркетите кои што ќе ги бойкотираш, во секој случај ќе ги земат истите пари од тебе како граѓанин. Зашто државата не реагира и не го растура овој олигопол, или не ќе да се замери со сопствениците на големите маркети кои што се познати бизнисмени и така натаму, или пак им е должна.